Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје, а во него утрово зборуваме за потешкоти во учењето, како навреме да ги препознаеме и како навреме и правилно да им помогнеме на децата. Секој дете учи со свое темпо, но понекогаш зад слабите оценки, избегнувањето на домашните задачи, недостиг на концентрација не се крие мрзеливост или незаинтересираност, туку реална потешкотија која тие имаат со учењето. Истите не се поврзани овие потешкоти со интелигенцијата, туку само нивниот мозок поинаку ги обработува информациите. Колку порано се препознаат знаците, толку се подобри и поголеми шансите детето успешно да ги совлада сите тие предизвици и да ја зачува самодовербата. Како родителите да ги препознаат различните видови потешкоти во учењето, кога да побараат стручна помош и која е улогата и важноста на дефектологот во сето ова. На оваа тема разговараме со Теја Томовска-Ристовска, дефектолог од Гаспар Центарот за психофизичко здравје. Добро утро, Теја, и добре ни дојде во Фактор здравје. Добро утро. Благодарам на поканата и добро ве најдов. Да. Еве на самиот почеток, пред да почнеме и да ја обработуваме темата и поединечно да зборуваме за сите овие состојби или потешкоти во учењето, која е разликата меѓу логопед и дефектолог и важноста и значењето на дефектологот? Ја менуваме ли перцепцијата, ставот дека кога проблем има некој детето, треба што порано да побараме помош и да се обратиме на дефектолог? Да, значи морам да кажам прво дека во пракса многу често се јавуваат породители кога ќе ги забележат дали се потешкоти и дали се нарушувања, и баш ми е драго што се свесни, значи одговорни, но од друга страна се уште имаме и стигма дека детето оди на дефектолог, се уште е стран поим, односно непознат, и најчесто се меша со логопед. Никако тежината на зборот дефектолог има поголема тежина отколку да рече дека идат детето на, тоест посетува часови третмани на логопед. Морам да кажам дека да, тоа се различни стручни профили, каде што дефектологот е тој кој што работи со целокупниот детски развој, односно со грубата моторика, со фината моторика, потоа со стимулација на говор, и се започнува нели уште кога ги забележат раните знаци на некои си одстапки, а додека пак логопедот е стручно лице кое што работи со јазичните говорни потешкоти. Тоа значи дека освен артикулацијски проблеми во делот на фонемите кои што децата ги има, дали се тоа супституции, дали се тоа неправилен изговор, значи работи и со деца кои што го стимулираат говорот, значи со деца кои што имаат развојни потешкоти. Така да имаме заеднички, можам да кажам, точки. Да, има ли ситуациите каде што можеби заедно и логопедот и дефектологот треба да работат со детето? Да, секогаш, значи во секоја развојна, значи потешкотија или можеби само стимулација кај децата, секако дека мултидисциплинарниот тим, односно дефектологот и логопедот секогаш треба да работат заедно, но понекогаш можеби само дефектологот е тој кој што треба да настапи прв на сцена за да го подготви теренот, за да може детето да посетува логопед, затоа што децата најчесто кои што имаат проблеми со внимание, проблеми со ориентација, значи во гестуалниот простор, потоа исто така деца кои што имаат слаб контакт, значи па со очи, првин треба, нели, деца кои што имаат проблеми со моторика, фина моторика, груба моторика, теренот првин треба да го постави дефектологот, а потоа значи следствено да се надоврзи, значи логопедот. Значи заедно кога работат дефектолог и логопед, тоа е, значи, плодна работа која што дава, нели, добри резултати. Значи само да го надминеме она дека полесно прифаќаат да го носат на логопед, а потешко прифаќаат некогаш да го носат на дефектолог, меѓутоа и едниот и другиот си го имаат своето значење и важност за надминување на тие состојби и потешкоти. Баш така, значи терминологијата може само непозната, ама или пострашно им звучи. Точно, дефектолог. Да. Така, да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме за да ги разработиме сите овие потешкоти и поединечно, па да се препознаат навреме симптомите и колку порано се побара стручна помош, толку полесно истите тие ќе се надминат, ќе се врати самодовербата кај детето и ќе се надминат потешкотиите понатаму во процесот на учење и во училиштето. Останете со нас до самиот крај, повелете, јавете се и вклучете се во емисијата со ваши прашања.
Со Теа Томовска-Ристовска, дефектолог од Гаспар Центарот за психофизичко здравје, зборуваме за потешкотии во учењето, како навреме да се препознат и како навреме и правилно да им се помогне на децата. Теа, кога велиме потешкотии во учењето, што всушност подразбираме под ова? Вака, значи потешкотии во читање, во учење, значи во пишување значи е нешто што се јавува веќе кога детето ќе тргне во училиште. Но првите знаци можеме да ги забележиме кога детето е во оној предучилишен период. Но не може, значи дете до 3 години не може да се дијагностицира, бидејќи до 3 години се дава да кажам една фаза дека сето тоа се должи на развојот, бидејќи децата нели растат и се развиваат. И затоа до 3 годишна возраст на децата не се поставува нели се уште ваква дијагноза, не поготово дали детето има нели потешкотии во читањето, во пишувањето, во пресметките и така натака. Значи можам само да напоменам дека децата кои што имаат потешкотии и децата кои што имаат нарушувања се две различни работи, затоа што потешкотиите се нешто што траат одреден, тоест долг временски период и нешто кое што треба да се следи и се должи пред се на нешто. Дали е тоа значи невроразвојно, а додека нарушување е нешто што се должи на значи емоционални проблеми, проблеми со внимание, проблеми со значи концентрација, некои си семејни проблеми, значи така да тоа е нешто кое што трае одреден временски период и кое што може нели да се надмине доколку се пристапи на пример мултидисциплинарно. Во потешкотии, значи во учењето тука би ги кажала дислексија, дисграфија, диспраксија, исто така дискалкулија, АДХД, значи АДХД се значи ќе кажам дека многу се зборува и многу често спомнувано, така? Да, и најчесто АДХД освен што се зборува, многу и се користи на неправилен начин. Зашто? Затоа што не секое дете има АДХД. Не секое дете има проблеми со внимание и со концентрација. Понекогаш вниманието и концентрацијата можеби се должат на некоја друга позадина. Така да АДХД е нешто кое што трае одреден временски период. Детето треба да се следи од 3 до 6 месеци со симптоми кои што ги пројавува од 3 до 6. Кои се најчестите? Најчестите кога детето има, значи, тоест не може доволно да седи, значи во училиште, нема доволно внимание, или пак некои деца лесно прескокнуваат активност, односно задачи училишни кои им се даваат, например не ги довршуваат. Во делот на социјализација, значи прекинуваат контакти, не знаат, значи па да остварат близина на контакти. Не знаат децата, поготово во адолесценција, бидејќи тоа АДХД децата имаат во текот на целиот живот, само целта е како да знаат да се контролираат. Значи кога зборам, значи контрола на импулси, поготово во адолесценцијата, каде што имаме бунт нели на хормони, децата најчесто се поимпулсивни и тука тие не знаат да се контролираат, така да исто така или се хиперактивни, значи премногу хиперактивност, каде што кога ќе седнат на пример сега дома да јадат, одма од јадење, значи имаат една мешавина, немаат некој редослед и имаат исто така проблеми со спиење, значи тоа е нешто што е стварно не е за занемарување, но не дека секој дете ние треба да го етикетираме со АДХД. Ама и не па да речеме, таков му е карактерот и таков му е темпераментот, така? Точно. И значи морам да напоменам, од голема важност дека АДХД се дијагностицира од страна на психолог, од страна на дефектолог, од страна на логопед, значи тоа постојат проценки кога детето ќе биде дијагностицирано, односно ќе му се даде, еве да речам, многу може лошо звучи, неприфатлива дијагноза. И тогаш треба сериозно да се пристапи кон решавање на тој проблем. Па ќе кажам, проблемот треба да се реши, но дијагнозата останува. И тоа не значи дека децата кои што имаат проблеми со потешкотии во учењето, дека имаат пониска интелигенција, дека имаат, не знам, некои други вештини кои што ги прават помалку вредни, бидејќи ако потешкотиите, значи, во учење не се санираат, не се препознаат, значи, пак децата може стварно да остават траен белег од делот на емотивниот аспект, од делот на, значи, да имаме бихевиорални потешкотии.
односно децата да не знаат нити да се саморегулираат, нити или пак да се доста да се повлечат, па да бидат анксиозни, депресивни, бидејќи во адолесценцијата е тој период кога децата ја градат сликата за себе, па најчесто влијанието, особено сега во овој период, кај што гледаме секакви теми, односно секакви насилства, тоа да влие врз негативно, значи врз сликата за себе. И затоа, иако потешкотиите можеби не се гледаат сериозно од страна на родителот, ајде ќе научи да чита, ајде ќе научи да собира, ајде ќе научи да врзува патики, тоа е нешто што детето му е тешко. Тука е или бега во бегство. И не да оставаме време да поминува, Точно. така времето ќе покаже или времето ќе помогне, туку едноставно да им помагаме. Времето само да го користиме во рамките на да се работи нешто, бидејќи само ако не правиме ништо, а чекаме на времето, тука развој кај деца што се помали, времето ќе видиме колку па ќе покаже, но кај деца кои што се поголеми треба да се свати малце посериозно да се пристапи. Не е страшно доколку се реагира на време. Така, бидејќи веројатно има ситуации кои ќе речете доцна сте дошле, иако и тогаш ќе се преземе се така за да се надмине таа потешкотија, ама колку порано на времето не дека немале вакви потешкотии делот ние, нашето обкружување, другарите, пријателите, ама денешниве деца се многу сурови едни кон други. И се што ќе се појави како некое отстапување, може потоа емотивно да влие уште повеќе кај нив. Дислексија. Што представува дислексијата? Вака, значи дислексијата најчесто ја забележуваат наставничките, веќе детето кога ќе појде во школа, ако не во прво оделение, а во второ оделение, каде што децата имаат озбилни потешкоти во читањето, значи пишувањето. Не значи дека секој дете со дислексија можеби да има потешкотија во математиката, но меѓутоа во пишувањето, во читањето, во припознавањето на букви најчесто знаат да ги мешаат. Например, буквата или да имаат огледалско пишување на буквите. Например, С да ја пишуваат значи наопаку, Л наопаку и така натака, или пак во делот на изговорот кој изговараат, например, ајде да напишеме пита, најчесто П ја мешаат, значи ја мешаат со Б. Така да тука значи имаат и секако правописни грешки, но тука правописот не е толку многу значаен колку што фокусот се става на читањето и на пишувањето, бидејќи како детето значи преминува од едно во друго оделение, значи погорно оделение, каде што материјата наставно се зголемува, основата е дека детето не знае да чита, значи не може да се описмени. Исто така децата кога почнуваат да читаат, значи кај децата кои што имаат по дислексија можеби читаат, но најчесто преминуваат од ред во ред. Например, го користат прстот и например ќе чита, па ќе изгуби внимание, па ќе се префрли на другиот ред и најчесто нема јасна слика за тоа што го чита, бидејќи почнуваат да се губат. Можам да кажам дека не секој дете пак со дислексија, нели секој дете е вако приказно за себе, но имаат и проблеми со ориентација во простор. Тоа значи насоки, лево, десно, горе, долу, не мора да значи, но едноставно нивниот мозок е структуриран на поинаков начин. Но тоа не значи дека, пак ќе кажам, децата кои што имаат дислексија имаат сочувана интелигенција. Така да ако дали брзо се заморуваат, дали кога го имаат проблемот со читањето, потешкотијата односно со читањето, а кога треба да се научи една лекција од неколку страници, отпорот кај нив се јавува? Отпорот, особено кога се поголеми, отпорот, бегањето, не сакам да пишам домашна, не дека секој дете сака да пише домашна, но ова е видлив отпорот. Исто така родителите најчесто не му се гледа и одма одат исто така и на очен преглед, за да видат дали може би станува збор за нешто, нели. Се препорачува кај децата да се следи и од страна на невролог, може би да се направи нели па компјутер на глава за да видат дали постои нели нешто. Така да пак ја кажам, не е ништо страшно, не е ништо сериозно, решливо е, но трае во текот на целиот живот. Значи тоа е состојба која што трае, еве и Ајнштајн можам да кажам имал дислексија, па сите знаеме кој е, значи кој е Ајнштајн.
Значи си го наоѓаат својот начин така како да се справуваат со таа потешкотија, така да ја наречам. Јас најчесто ги советувам, бидејќи родителите се првата алатка, после наставниците. Веќе кога учат дома лекции, бидејќи сепак пак ја кажам, кога и детето да дава отпор и да не сака, родителот е тој кој што треба да даде начин како да учи. Значи тоа дете. Зашто? Затоа што имаат лекција, пример сега не знам, историја, природни науки, кога е мало детето, нели пак ќе седнете заедно ги учите, но како поминува во погорните оделенија. Веќе ќе треба сам да учи. Точно, и тука треба да бидат родителите. Во делот на правење на распоред, во делот значи на поставување на границите, на пример денеска во текот на денот 2 сати, значи мора да учиш. Не мора да учиш, туку да најдеме начин како да учиме заедно со тоа дете и да бидеме присутни додека учиме. Најчесто и јас како метод кој што гледам дека бил ефикасен е кога родителите се снимаат, значи лекцијата ја снимаат аудио, значи тие ја читаат или ја прераскажуваат и кога ќе види детето привин, значи кога ќе види дека лекцијата има 3 страни, одма дава отпор, не сака. Но кога ќе биде на аудио снимка и кога ќе види дека таа снимка трае 2 минути, некако полесно име, во ред, ја за 2 минути сега ќе го научам тоа. Така да се покажало значи ефикасно, така да може да се примени. Така. Најразлични методи, така дали родителите самостојно, дали во комуникација со стручно лице да се изнајде она најдоброто решение за детето. Ова се проблеми со читањето, проблемите со пишувањето. Повторно си имаат свој термин и терминологија. Точно, како што тоа се нарекува дисграфија, каде што прво детето има ракопис кој што не може да се препознае. Има исто така како што кажав испуштање на интерпункцијски знаци. Исто така значи правописот голема мала буква, тука имаме отсуство. Исто така препуштање на предлози, на прилози, наво, буквите, субституција на букви, например како што кажав, например наместо С ја става З буквата, наместо П Б, наместо С Ш Ж З. Тоа се букви кои што за нив значи представува, како да речам, мешавина, односно несигурност дека таа буква е тоа. Иако ги знаат правилата какви се, така едноставно во пишувањето не можат да го применат значи, правопис имаат потешкотија, пропуштање на буквите, така да тоа е таа дисграфија, која што нели се забележува исто така кога детето ќе почне да учи букви. Така, да, букви да пишува, значи да се описменува. И тука има начини како да се надминува сето ова? Точно, да. Има најчесто техники кои што се користат. Еве јас како, значи во праксата што ги користам е прво употреба на пластелин. Значи детето без разлика, нели, сега кај помалите деца тоа е нели многу интересно. Моделирање на буквите. Потоа исто така пишување во брашно, во песок. Значи потоа исто така заедни бои, значи фломастери употреба, нешто што ќе го задржи вниманието, ќе му остави трага дека тоа е таа буква. Значи поврзување, значи визуелно, например, М како маса. Значи нешто што ќе му остави белек и ќе се сети дека таа буква е буквата М. Значи многу поважно е, велиме, краснопис, така кога убаво пишуваме, секој од нас различно пишува. Точно. Меѓутоа мешањето на буквите или прескокнувањето на сите овие други правила, многу е поважно тие да се запазат или тука да се надмине таа потешкотија отколку убавиот ракопис или лошиот ракопис. Точно, да. Џабе е убав ракопис ако детето не знае што пишува, не знае тоа да го прочита. Така да, исто така, значи, би напоменала, родителите да не ги оптоваруваат децата да ги учат буквите пред. Ако детето нема, значи, афинитет. Не е важно детето да знае... Пред тргање во училиште, сакате да кажете. Да, значи пред 6 години. Значи многу е побитно детето да знае да е самостојно, да знае да врзува патики, да знае да се облече јакна. Ако детето знае букви на 5, добро, освен ако има афинитет кон тоа. Самото да Но сака. ако детето сака букви, сака бројки,
а не е самостојно, имаме проблем со вестибуларниот дел, проприоцептивниот дел, проприоцептивен, тоа значи ориентација во простор, каде се наоѓам, каде седам. Вестибуларно, например, рамнотежа, детето се уште не знае, например, да подскокнува на една нога, да оди по права линија. Значи да имаме нарушен баланс и нарушена координација. Многу е поважно тоа да го, значи да го вежбаме и да го знаеме, отколку детето да знае да пишува и да чита. Бидејќи пишувањето и читањето и да не знае детето, тоа е работа на училишните институции, односно детето кога појде во каде што тоа таму ќе си го научи. Точно така. Да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Теа, следната потешкотија, дискалкулија. Дали значи само проблем со математиката? Ама тоа не значи дека не ја сакаме математиката и имаме отпор кон неа, туку е специфична некоја потешкотија. Да, значи дискалкулијата најчесто не се ни приметува, значи не ја приметуваат, ја гледаат како отпор кон математика. Дискалкулијата може да се ви засебно, односно значи да се јави само по себе или најчесто се јавува со дислексија. Зошто со дислексија? Затоа што децата кои што го имаат значи ова нарушување, односно оваа потешкотија, имаат не можат да се снајдат, односно не можат да ја направат таа математичка операција затоа што бара читање. И најчесто децата бегаат во тоа. Не сакам да читам и тоа станува збор за дислексија. Не значи дека имам и значи дискалкулија. Но меѓутоа дискалкулијата е специфична со што децата уште во почетокот имаат потешкотија во делот на поврзување на број со количина, во делот на препознавање на плюс и минус како математички операции. Значи имаат некој си специфичен метод, начин како они собираат. Имаат потешкотија во делот на како возрастни луѓе доцнат, значи немаат простор за време, значи најчесто достат или стигаат многу рано. Значи кога зборувам за дискалкулијата, исто така собираат на прсти се уште, например како значи имаат значи своја техника која што си ја употребуваат. Например, ако сега им поставиме освет, некој си нели 2 и 2 се 4, например 8 минус 4 плюс 5, колку е тоа? И сега на нив им треба време додека тоа го резонира. Така да, па ќе кажам, дискалкулијата може да се јави засебно, а може да се јави и со дислексијата. Понекогаш може да имаме само дислексија, а да нема дискалкулија, туку да мислиме дека има дискалкулија, која што се должи на дислексија. Што тоа сакам да значи, пак ќе кажам, ако детето не знае да прочита, нема да ја реши математичката операција. И тогаш е само дислексија. Но ако детето ние му прочитаме и он пак не знае да ја реши значи таа задача, значи станува збор само за ова. Да. Потешкотија, да. И тука дефектологот си има своја важност и улога да помогне во сите тие нели оние и пристапи и третмани кои што се за да се надмине нештото, а не одење приватно на часови по математика. Така ќе го постигнат ли ефектот тука? Вака сега наставник по математика е нешто друго каде што детето му треба на пример додатна настава, односно додатни часови, стимулација за да го надмине тој простор, Но меѓутоа сега и наставниците знаат дека ако има проблем во делот на читањето, во делот на распознавањето на тие математички операции, дека станува збор за оваа потешкотија. Сега начинот на работа кај секој дете морам да кажам дека е индивидуално, бидејќи кај некој дете ако не знам употребиме значи пластелин, кај некој дете не е соодветно да се употреби пластелин, така да начинот на работа е индивидуален. Нема некое универзално правило по кое што се нели движиме, секој дете е различно за себе. Така. Следната потешкотија е диспраксија, односно нарушување на моторното планирање. Што тоа значи? Да, диспраксија или диспраксија или децата ги викаме неспретни, најчесто им паѓа се, не знаат на пример да се закопчаат, имаат значи не можат пример од една чаша да преторат па во друга. И нас ни изгледа дека децата се неспретни, но меѓутоа ова можеме да го забележиме детето, значи пред да тргне во училиште и каде што детето може да се јави, односно родителот да се јави на дефектолог.
И тука децата исто така имаат и потешкоти, како што кажав, во ориентација, во простор, фината моторика, потешкоти во делот на нижење, на претурање, напишување понатака, графомоторните вештини. Така да многу е како дефектолог значено да се работи првично на телесната шема, односно на реедукацијата на психомоторика, и со таа цел имаме активација на двете хемисфери. Зашто? Затоа што на детето му даваме налози, без разлика дали ги прави самостојно, дали ги прави заедно со нас, дали ние му потпомагаме, дали се тоа пасивни или активни вежби, каде што детето учи преку имитација, но меѓутоа учи самостојно. Например, ајде левата рака дигни ја, па направи 2 чекори напред, па после сврти се лево, па чучни долу. Тоа се малце, ќе кажам, захтевни налози каде што се работи кај деца од 6 години, 5-6 години. Значи, тоа додека кај деца кои што се помали, телесната шема се работи со налози кои што се одвестуваат не на нивната возраст, туку на нивното ниво на разбирање, бидејќи секогаш, значи, ние дефектолозиве не се водиме според возраста колку детето има, туку според неговите способности. Ако детето има на пример 3 години, на пример сега ќе кажам груба моторика, не знае се уште да чучне, да оди по права линија, значи ние не работиме според возраста, ние се враќаме неколку скалила наназад. И работиме наназад, да. И исто така да надоврзам дека децата додека се бебиња, односно додека се мали, треба да се стимулираат, не да се престимулираат, бидејќи сега одиме во една друга поларност, односно во престимулирањето, и најчесто овие деца ни се пораздразливи, бидејќи мораме секојдневно и самите социјални медиуми, значи притисоци дека денеска детето мора да има активност и да биде мајката може да биде вклучена и значи присутна, дали мајката, дали таткото, значи родителот, и преку секојдневните активности на детето. Например, ајде сега заедно ќе миеме, ајде сега заедно ќе ги средиме лиштава, ајде сега заедно ќе ги сортираме чорапите. Но исто така и да имаме слободна игра на детето, каде што детето само ќе води играта, ние ќе го надгледуваме, односно ќе го гледаме. Не мора секогаш ние да бидеме тие кои што ќе ја водиме таа игра. Исто така, друго што ќе кажеме дека секоја развојна фаза треба да се следи. Секое дете си има свое темпо, како што кажавме на почетокот, и секое дете индивидуа за себе, но меѓутоа тие развојни показатели треба да се следат, односно треба ние да ги гледаме, да ги следиме кај детето, со тоа што ако има некоја отстапка, тогаш да се јавиме дали на стимулација од страна на физиотерапевт, дефектолог, логопед, бидејќи како што кажав до 3 годишна возраст, значи дијагнозата се уште не се поставува, бидејќи детето е во раст и во развој. Што е многу значено во првите неколку месеци е детето, значи имаме контрола на главата, значи нели почнува цефалокаудалниот развој, контрола на главата, да ја држи, потоа имаме нели па контрола на рацете, од стисната шака веќе нели детето почнува да ја пушта, односно имаме интеграција на тие примитивни рефлекси во првите 6 месеци од животот и иначе првин детето учи почнува веќе да си го допира лицето, устата, така си го запознава лицето. И нели велиме дека бебињата светот го истражуваат преку рацете и потоа имаме и после све пика детето нели па во уста. После нека 8-9 месеци се јавува тој развој на пинцета фат кој што нели како собираат трошките, како да чистат изгледа, изгледа се до тоа и значи првен имаме детето треба да се врти, односно од стомак на грб, од грб на стомак, треба да ја држи нели главата исправено, односно детето постојано треба да биде ставено на подлога, значи не постојано туку неколку минути во првите неколку месеци на подлога на кревет, не да биде се во раце, бидејќи на таков начин долу кога ќе го ставиме на подлога, иначе ние да бидеме тука присутни, детето е јакна мускулатурата. Најчесто тоа е мускулатурата на вратот, па потоа мускулатурата на стомакот, која што ни е важна мускулатурата на стомакот за детето да имаме четириножна положба, кај што детето е подготвено за да лази. Сега лазењето. Да, лазењето има некои деца кои што го прескокнуваат. Да.
окей е да го прескокнат, најлесно има децата да одат. Не велиме дека детето прво ќе проди, зашто секој дете има афинитет да ласи. Освен ако немаме некоја си моторна потешкотија. Кога имаме моторна потешкотија, тогаш тоа, значи тоа го исклучуваме и се адаптираме на условите во кои што е детето. Кај децата, значи лазење, затоа што лазењето е многу позахтевно. Зошто? Затоа што идат на 4-ножна, значи положба, треба да бидат исправени рацете, да бидат свиткани нели па колената и детето да има некој си вид на движење, каде што детето и на тој начин троши енергија. За нас од оваа страна, од оваа перспектива е механички нешто, ама за детето тоа е нешто ново. И значи, ако сака да лази, да го оставиме да лази. Точно. Дали е тоа војничко лазење, односно детето да се влече? Значи, знаат некои деца да се влечат по подот и да лазат. Некои наназад да лазат. Значи, треба да се стимулираат, значи, децата. И најчесто кога децата лазат, односно ползат, или имаат значи, недоволно развиени абдоминални мускули, каде што може да се јават на физиотерапевт да им кажат вежби со кои што нели сето тоа може да се совлада, и можам да кажам дека децата да се стимулираат први на лазење, а потоа на одење. Значи, секој синџер во развојот треба да му се даде на пример месец до 2, на пример да видиме дали децата, не сите деца лазат на 9 месеци, некои лазат и на 10, некои се исправаат на 11, некои продуваат на 15 месеци, но меѓутоа да ги следиме сепак тие развојни показатели, односно детето до 12 месеци да лази и да знае да се исправа, на пример на мебел да се држи, бидејќи така се јакне целото. Значи во првите 12 месеци од животот на детето треба да се следи грубата моторика, односно грубата моторика потоа се надоврзува на фината моторика. Ако немаме ние груба моторика, значи фина моторика и говор, ќе имаме некои се одстапки, односно некои си нарушување потешкотии кои што ќе се јават во подостежниот период. И има едно истражување кое што вели не секогаш дека децата кои што имаат пропуст во делот на лазењето имаат понатака потешкотии во делот на моторното планирање, во делот на пишувањето, читањето и се подсклони кон нели оние училишни проблеми, да кажам. Така да. Овие работи се многу поважни отколку родителите да се гордеат со тоа дека детето знае англиски да зборува и на свои 3-4 години. Така. Точно. Се си има период во неговиот раст и развој кој што треба да биде надгледуван, да биде следен, ако се појави некоја потешкотија да се побара стручна помош, бидејќи заеднички навреме ќе се надминат сите овие состојби. Да, баш многу убаво онака заокружено за на крај. Така, ти благодарам Теја за гостувањето. Благодарам и на тебе. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник во истиот термин со ново издание на Фактор здравје.